Една генерација држи еден министер, јас знам се, јас свака ќе правам, ајде нова програма, ајде новости, ќе помине таа влада, ќе се промени нешто, виднаш во образованието нова реформа. Откако почнав да работам, поминав, значи, Режановце, Табановце, Којнаре, Костурник и Агино село, кога ми се појави како опција, там беше Лас Вегас. Однос на другите. За на денешниве родители и баби, не само родители, така, што сакаш? Не бе душа. Што? Има. Депеше, ваша последња шанса. Мислам, каде ќе се запишеш на педагошки факултет? Здраво! Денешна гостинка е Душица Јакимовска, одделенски наставник во Основното училиште Кирил и Методи во подрачната единица во Агино село. За да ги следите сите наши подкасти на Куманово Њус, претплатете се и сабскрајбнете се на нашиот YouTube канал Куманово Њус. Здраво, Луки, како сме? Здраво, Оле, многу ви благодарам за одвоеното време и за просторот што приготвивте да зборуваме за ова навистина, да кажам, малку по-чувствителна тема во денешно време. Професор, одделенски наставник сте повеќе од 25 години. Значи имате доволно искуство да можете да кажете за се она со што се соочувавте и се соочувавте во минатото. Професијата учител е една од најблагородните, најубави секогаш, но многу одговорна професија која бара посветеност, време и трпение. Колку се смени професијата во изминатите 25 години, значи од моментот кога почнувавте до денеска? Така. Јас сум од она генерација на учители кои, ајде да кажем, имаше среќа да го работи и оној наставен план и програма од југословенско време. Значи го фатив и тој период малку. Па поминав низ оние транзициони програми и верували или не, денеска можем со сигурност да кажем дека ниту една генерација од моите што ги изведов во овие 25, 6, 7 години работен стаж, ниту една програма немам поистоветено. Значи, од прво до пето една генерација ќе изведам, па следната генерација пак иста програма. Не. Секогаш имало промени. Во секоја генерација во овие 25 години јас не искористив ниту една напишана наставна програма што си имаме нели како задача за образование. Секоја политичка гарнитура што доаѓа во Министерството за образование донесува нови програми, нивни советници кои ја креираат. Дали ве консултираат вас како просветни работници? Дали одделенските наставници, дали оние што предаваат по предметна настава, по било кој предмет, да знаат, например, што ги интересира децата, каде треба да се насочи нивното внимание и образование? Оле, ова е многу комплексно прашање. Значи, пред 30 и кусур години, нели, кога станавме самостојна држава, кога почна, нели, првоќепатискиот систем, секој сакаше да се истакне дека треба нешто да знае, треба нешто да воведе ново. И проблемот беше во тоа што во првите гарнитури сите талка во сите министерства, да бидеме реални. А особено, што е најлошо, да кажем и за нашата држава, и за нашиот просперитет, и воопшто за нашата нација, народот како македонски, многу е важно да се заврти вниманието на образованието поготово. И сега, некој кој гради политика, не гледа дека образовните политики треба да бидат нели на прво место, па тоа ајде ќе го протнеме на било кој начин или ќе земеме од некаде. Тоа, земаме од некаде, е многу лошо. Затоа што не се прави анализа колку тој програм, колку таа форма во таа некоја си држава, која се смета за успешна, како образовна програма, може и треба да се спроведе во оваа наша земја, во овие наши услови. И тука добиваме проблем. Колку велиш не консултираат нас. Постои, да кажеме, платнење на донесување на програми и ислекнување на одредени имиња,
дали се вистински или се анонимуси или се измислени во тој момент, зборувам за пред 30 години, кои се вметнати во консултации и така. Меѓутоа, во 80% од случаи на донесување на нови наставни програми, наставните кадри во образование, во било кој, да кажеме, скалива, дали тоа било програма за основно образование, дали за средно образование, за високите институции, нема доволно консултации. Базата ретко кога е прашана и малку е прашана. Дали токму затоа имате проблем? Затоа што нема во континуитет наставна програма, значи се преведува она што го има во странство, но не се адаптира на она што е тука на терен. Така е, проблемот е во тоа што ние излеговме од еден систем кој беше унифициран, нели, југословенски, да кажеме, наставна програма, која ги прашате овие постарите, ајде да кажеме, и пензионирани веќе наставници, учители, професори и така натаму, ти кажа дека тој беше многу квалитетен. Ајде ти кажеме, и постарите генерации што не се учители, него го поминале тој систем на образование, и ти кажа, ние во југословенско време учевме вака и овака, имавме вакви професори, онакви професори, па што ни фали денеска, што нели не учевме од компјутер или од дигитални учебници и не знам што. Да, тоа време беше такво. И на вистина во југословенско време, во југословенските наставни програми се изведуваа многу квалитетни луѓе кои, да збориме реално, значи отидоа во странство и ритнуваа години на образование. Значи, ако некој дојде во мое време, да кажеме, кога јас бев ученик, кој ќе отиде од основно училиште во средно училиште или во самото основно училиште, прескокнуваше по една-две генерации, например, ако отиде во Франција или во, не знам, Америка или во Германија, значи, кога го видат системот на трајни вредности, на она што го викам ја темелот, додека се копа во основното образование, а после го градиме нагоре, зграда ли, куќа ли, шо ли ќе биде, не е битно. Темелот е долу. И тој темел беше цврст со тоа образование. Сега тој темел почнуваме да го фатиме, да го климаме. Значи, дали не ставаме доволно железо или не ставаме доволно камења внатре или нешто бетонот ни е од втора класа, да, или што викаме ние, нели, пален на гуми, тука има пукнатиња. Затоа што една генерација држи еден министер, јас знам се, јас свака ќе правам, ајде нова програма, ајде новости, ќе помине таа влада, ќе се промени нешто, виднаш во образованието нова реформа, го ставаме тоа, не сме го ни зоврели, не сме го испекле како што треба, веднаш менуваме. Чекајте, зашто? Тоа што се доведува како новина. Ајде да го гледаме ние натаму некои 5, 6, 10 години. Ако тоа дете било трето оделение, кога се вовела таа нова програма, прати го ти тоа дете до 8 оделение, 9 оделение, 9 летката се вовеле. Ајде да го пратиме во средно училиште. Па да ги гледаме тие резултати, па да направиме анализа на тоа. Каде тука не може се да биде лошо. Не може во една програма се да пропадне. Ајде да видиме кој е тој мал сегмент што треба да се промени, па ќе го променуваме. Експериментални, сакаш, вратете се на Кембридж. 10 години. Подпиша владата договор дека мора 10 години да стои Кембриджот во нашата програма. Уште сте по Кембридж? Не. Завршија 10 години. Тие деца што почнаа кон Кембридж, сега се во средна школа. Ете го резултатот. Професорите во средно училиште сега може да ви дадат, да кажеме, една анализа од оние ученици што биле пред, условно, 3-4 години, што биле средношколци и сега овие генерации што се. Тук отворивме две прашања. Да. Први на авторитетот на оделенските наставници и прегледните наставници и во основното и во средното образование. Добро. Значи не е она што беше, рековте, во југословенско време, кога учителката беше и цел град знаеше кој и каква. Второ, наставните програми, денешните деца не се како пред 30 години. Значи, научени се на компјутери со многу помал трак на внимание, се име онака, со едно лизнување со прст.
И третото прашање, она суво меморирање на суви факти кои ќе ги научиш за тестот, ќе добиеш петка, ама до крајот на 4-та година ги забораваш. Едноставно колку средува Аргентина, недела ги заборавам. Вака, овдека ми натипа многу прашања одеднаш. имаме време полека. Па, Едно по едно. Така сега, што донесување на, ајде да кажеме тие повеќе партиски системи. Целата нација, да бидеме и реални, се соочивме со нешто што не го знае. Нешто што се вика повеќе партиски системи, ние сите лутавме во тоа, не знаевме кои сме, што сме, каква сме и која функција треба да има. И сега учевме, нели, од по-развиените земји, преземавме од нив, пардон за некој кумановски израз, ако ми излета, јас сум од Куманово. Меѓутоа, како да преземавме и некои работи кои ни го пореметија на нас целото семејство, целото достоинство на нашата традиција, сите вредности на кои што треба да се гради една нација. И ние почнавме овде да припишуваме програми од Англија, од Финска, од Германија, од не знам си каде, кога воопшто нашиот менталитет, нашиот јазик, нашата традиција и се на се, па и нашите услови овде што ги имаме, не соодветствуваат на тоа. Автоматски на тоа требаше и законите да се менуваат. Сега штом ти менуваш закон и му дадеш дозвола, нели, му ги креваш, еве да кажеме на еден родител, правата кој тој ги има во едно општество, особено за образованието, ете го баш и Божбукација. Значи, еден родител денеска може да обвини наставник, да му стави тужба, да... Тоа му е со закон, ама ги штитиме човечките права. Така, да си ја сакаш професијата учител, не можеш ти да треба да си безобразен, да си невоспитан, да си изживуваш со дете. Не. Ти мислиш на тоа дете. Ти му го чуваш тоа дете 6 сати во денот. 7, не е битно. Кога ќе го одведеш на екскурзија 24/7 си. Со него. Тоа е голема одговорност. И да дојдеш до момент да плукаш по наставник, затоа што тој наставник, тој ден, некако му се обратил на чекајте да застанете бе. Значи, вредностите на семејството, вредностите на наставникот како професија комплетно се изгубени во денешно време. Затоа што правот се премина. Значи, воопшто во семејството, прво, тоа ќе го кажам, воопшто во семејството не се води ред, јас ќе појдем од моето семејство. Не се води ред, што се кажува пред тоа дете, уште од мали нозе, дали ќе се скарам со сопругот, на повисок тон, дали ќе има навреда што и дале, да е треснување на врат, детето е суѓен, сеќе впие. Кога ќе отиде во школа, на улица, ќе впие од таму. Едноставно, во тие изместени вредности, во тоа што тој го прима, а во денешно време па на телевизија, па на дигитални уреди колку сакаш, не може да се направи баланс на тоа што е авторитет, на тоа што треба да се почитува, што треба да се слуша. Да се има еден праг на авторитет, треба прво наставникот во школа да го гради, заедно со родителот на тоа дете и заедно со целиот тим во училиште што работи. Не можеш ти да имаш успешна генерација, успешни ученици, ако нема соработка со родители. Ако се ставаат сопки, нема тука просперитет. Тука има влијание и тактиските вработување без да прозиваме било кого. Дојде адаптација малку и на самата професија, не само во образованието, значи генерално во сите, поготово во јавниот сектор, дојде до патно вработување на тактика. Факт е дека не сите образовани луѓе може да бидат добри педагози. Сега ќе ти го свртам прашањето вака. Не дека не сакам да зборам во таа насока, меѓутоа јас свака ќе кажам.
Знаете каде е проблем? Проблемот е во педагошките факултети. Педагошките факултети низ цела Македонија толку многу ги спуштија критериумите на тоа кој може да се запише таму, да е тоа чудо. Ти да идеш во средно училиште, да си имаш двојки, тројки, да си некој просечен. Па и тоа ти е, кајде да спомнеме од наше поранешно време, ВПШ, ваша последња шанса. Мислам, каде ќе се запишеш на педагошки факултет? Зашто? Па таму можам да се протнам. Не можеш да идеш на педагогија, не можеш да идеш например, на математика или на електро, или не знам, на машински. Тоа требаше здраво да работиш ти во средно училиште, за да можеш таму. ВПШ. Зошто? Па тие ни се основата. Таму треба да бидат најстрогите критериуми на сите факултети што прават кадар кој ќе влезе во образованието. Тука е камерот. Ако петкаш, за да кажем и четворкаш од средно училиште влезе на педагошки факултет, ти знаеш дека тука ќе направиш модел на здрав, квалитетен наставник. Тие критериуми се спуштија многу на факултетите и затоа има проблем. А денеска факултетите се борат за повеќе студенти. Затоа што имаме многу голем број иселувања, младите си отидоа, едноставно не го гледа тука просперитетот. Се запишува во друга страна, странска држава се запишува. Услови, просперитет, работно место и така. Тука е проблемот. Не е само проблемот во партиските вработувања. Начинот на размислување во денешно време. Да, за да се вработам, морам да сум член на партија. Интелектуалците тука паѓаат. Да, се губи квалитетот во секој. Се губи квалитетот. Меѓутоа, мене, знаеш што ми смета, Олег? Ми смета што интелектуалната маса воопшто молчи. Мислам дека во последниве неколку години веќе малку на подобро ситуацијата. Да, после ќе разговараме за тоа како и ние зборуваме. Значи, идевме на линија на помалот. Остави го. Не може да му се докаже. И едноставно моќта исплива на површина од долг јазик, од навреди, од споредби со неспоредливи работи. И сега ти менталитетот си го променил веќе 30 години начин на такво размислување и ќе чукаме раце на некој што навредува. Што е нонсенс во денешно време. Значи, кажи, ти што си направил? Ти што си успел да направиш и дали е тоа реално? Иди со реални работи, иди со вистина. Не ми кажувај, јас на таа програма, јас проведов и направив тоа и тоа. Не ми кажувај километри патишта, километри улици, немој. Они се обраќаат до оние што не се во образованието и што не ја познаваат проблематика. Да. Да се вратиме на конкретни прашања сега малку и да сме подалече. Рекувме предавате оделински наставник сте во селото Вагино село, во училиштето. Така. Како е да се работи во рурална средина? Личен мој впечаток, лаички, признавам, е дека е полесно од тоа што повеќе ги познавате родителите, жителите. Ки ги сретнете на улица, ке чекате заедно автобус, ке дојдете во градот. Со тек на години некако создавате некоја поблиска врска. Може би не лични контакти, ама веќе се познавате со сите луѓе од селото и со децата кои тргнуваат на училиште. Така. Откако почнав да работам, поминав, значи, Режановце, Табановце, Којнаре, Костурник и Агино село, кога ми се појави како опција, там беше Лас Вегас, однос на другите. Имаше редовен автобуски превоз на канавата, си стоиш горе на автопатот, па еден автобус, па друг, па те дува ветер, па те мрзне мраште, снег, се тие работи. Меѓутоа, јас ке си кажам, од малечка сакам да бидам учителка и многу си ја сакам професијата. Многу. Кога ќе влезам во училницата, јас сум друг човек. Енергијата што ја примам од таму ми е прекрасна. Значи, што ја давам и што ме тераа да давам и цицато, не.
Која е разликата да работиш во град и во село? Значи, јас контактирам со многу колешки од градски средини, не само во Куманово, него и воопшто низ цела Македонија. Има предности, меѓутоа има и недостатоци. Предности е во тоа што си човек кој, ако останеш подолго време, како јас сум, например, скоро 20 години во Агино село, значи веќе сите те знаат. И сега постои така една, ајде да кажем, реплика во Агино село, се ги бројат годините кој детенце во кој учителка ќе се падне, пошто ние водиме нели една генерација една, па друга, немаме повеќе овие оделени од иста генерација, само по една сме. И кога ќе дојдам јас сега на дец, пошто ја сега петто водам, од септември ќе бидам прво оделение ќе водиме, и ќе кажа, ќе те среди тебе душица. Затоа што знаат дека јас ќе дојдам таа генерација, мада и другите колешки таму на работа. Важно за многу строга учителка во Агино село. Меѓутоа, веќе сум од домаќинетата. И ми кејф да ти кажам, кога ќе се случи, пошто сега патуваме со колешки со кола, не одам да ме дува ветер горе на постојката. Меѓутоа, кога ќе се случи, да треба да отидам пешки, значи, добар ден. Учителка, како си, ќе застанеш, па ќе загусниш на тој автобус, па ќе дојде следен. Има една топлина, има едно почитување. Се уште го има почитувањето на авторитетот како наставник во селска средина, за разлика кое што многу е паднато во градските средини. Веројатно и децата. И Пошто ве знаат од малечко. И децата, дефинитивно, значи ние ги знаем од малечки, од годишначиња, година и пол, кога ќе дојдат во школскиот двор, да се играат тука, кога ќе имаме физичко или некоја активност надвор од училница, па ќе ги анимираме и нив, па тука е дај ми креда да се играм и така натаму, и тие пораснуваат фактички пред наши очи. И интересно е тој флуид што кога ќе дојдеш нели едно детенце, па по 4 години неговата сестричка или братче или било како, сега сум веќе малтене баба учителка, пошто почнувам да учам деца на мои ученици што сум ги јас учела, почнувам нивни дечиња да учам, и тоа е прекрасно едно чувство на, како да ви кажам, значи прво ја гледаш почита во очите на твој ученик што израснал во човек, а после оваа била учителка на моја мајка. Знаеш? Која приказка во сето тоа, а приказката е уште потопла во таа, ајде да кажам, скучена, ограничена средина во село. Значи, рековте строга сте, Да. но имате ли модел како да се биде добар професор, добар наставник? Дали младите, децата денеска имаат трпение да ви слушаат 40 минути? О, да. Да. Да седат мирни на место? Види вака, Оле, како секоја професија, јас ќе кажам, учителствувањето е занает. Значи ти да бидеш, којунџија, например, ќе направиш или цело срценце, например, полно, или ќе го направиш како филигрант ватре. Ете тоа е учителствувањето. Значи ти можеш да завршиш факултет, да имаш десетки на факултетот, деветки и така натаму, меѓутоа занаетот е во тоа што ти можеш да имаш прочитано еден том книги и да имаш набилдено знаење, факти во главата, ама да не знаеш да го пренесеш тоа на друг. Занаетот наш е во тоа. Моделирањето на пренесувањето на знаењата, мораш да го пратиш и современиот тек на денешнина. Значи, тоа дете, кога дојде во прво оделение, има 20 минути, да кажеме, внимание. Ти мораш да избифлаш што сакаш во 20 минути, за да потоа му го свртиш на игра. Кога му го свртиш на игра, тоа веќе мисли дека ти не го испрашуваш и си оди по неговата замисла на дете од 6 години, и ти сега седнуваш со него, си играш нели доле и му викаш, чекај да видиме, а ти запомни ли каква боја беше оноа врапчето таму, тоа не е ни свест, значи моделството, начинот на пренесување на тие знаење. Занаетот, буквално. Тоа што те прави тебе да бидеш добар учител, да ги привлечеш и да тие те гледаат постојано. Ама занаетот мора да се усовршува.
Присуството постојано. постојано. Значи, како, јас ќе кажам, докторот, лекарот, мора цел живот да учи, а учителот мора цел живот да учи. Нон-стоп. Затоа што нон-стоп излегува нешто ново. Еве, јас не знаев, например, како се работи на компјутер. Ја на факултет воопшто не видов компјутер. Кога почне после леле оваа програма, онаа чекај, што е ова, Word документ, чекај како треба, што треба. Ама кога имаш волја, кога го сакаш тоа што го работиш, си себе, па кога донеша тоа, електронски дневни, чекај да стоиме, па го нема, па врти, па системот паѓа во лале, внесуваш Да се решија тие проблеми. а се решија. Добре, малку се стабилизира тоа. Ке внесуваш, пиши петка, ја нема, врти, па пиши уште една, врти, пиши трета, утре кога ќе го, нели, кога ќе се, системот ќе се, да се промени, 3-5, ај сега бриши ги назад. Тоа беа, ајде да кажеме, маки. И денеска се некогаш, пошто кога ќе има внесување, например, на успехно, на крај на учебна година, тогаш е, у вајна, у 2 сам, преку ноќ стануваш, у 3 да внесуваш. И колку трае тоа? Една недела, 10 дена? Долго. Значи, оптерутувањето на системот, затоа што не е нормално. 30 кусури се наставници треба да внесат она што треба да го внесат и системот нормално дека ќе тamo. Работењето со помала група на деца во селска средина, во рурална средина, имате помалку дечиња, мада и во централните градски училишта гледаме дека има се помалку се запишани дечиња секоја година. За жал, што поради намален наталитет, што поради иселување на младите, колку е тоа предност? Имате време да се посветите на секое дете посебно. Рековте 20 минути ќе потрошите на предавање на лекцијата, условно кажано. Подоцна тие 20 минути ги користите да низ игра или низ нешто ги пропрашате да научат нешто. Дали е тоа предност некоја поголема во однос на вашите колешки кои работат во... Па дефинитивно е предност. Дефинитивно предност за тоа што да комуницираш и да пратиш, да внимаваш на 30 деца во моментот, не е исто со, например, 10 деца, или 12, или 8, така. Во секој случај не е исто. Вниманието го насочуваш на некој начин, и менаџирањето во 30 ученици во 10 не е исто, што е нормално. И сега дали е предност во смисло на успех на учениците, тука е веќе релативна работа. Затоа што во градските средини, ајде да кажеме, повеќе од 50% или 60% од дечињата што се запишуваат во прво одделение имаат предзнаење од градинката. Значи, тие посетувале градинка и имаат одреден капацитет според програмата, нели, што се спроведува во воспитно-образовните установи во градинките. Во селските средини нема градинки. Нема многу ретко. Па некаде не воопшто. Затоа на нас учителите ни фали забавиште. Во селските средини зборувам. Тоа дете доаѓа како табула раса. Што трчало, се играло со телефон. Тоа е тоа. И ти го добиваш како еден, ајде да кажам, предмет, можност за обликување. Ти си го обликуваш, ама го обликуваш од почеток. Значи, од држење на молив во раката. И тука имаме и предности, ама имаме и кочки. Сега, во последните години, сакаат родителите, молни го селци во селските средини, вие не знаете колку богато е во село. Телевизори огромни како пола зид, ја немам тако. Ама работата ми е, зборот ми е во тоа дека сакаат и тие да помогнат на дечињата, што е нормално. Сакаат и да им купат и пред време и воички, и двокчиња и сето тоа, меѓутоа дечињата кои работат дома, јас тоа не милувам да го прават дома, не сакам. Например, ќе научат погрешно да пишуваат бројка. На опачки ја пишува деветката или шеската ќе почне на опачки да ја пишува, буквите ги меша и така натаму, и тоа многу тешко се исправа. Се почнува од мале нозе, погрешно се почнува. Втора работа. Наставниците, ајде учителите ќе кажам, затоа што ние сме, нели, во
првата борбена линија за описменувањето. Трчаме. Многу трчаме. Многу брзаме. Ние мислиме, што е многу погрешно, дека треба да спроведеме учебник. Не. Треба да реализираш наставна програма, а не треба да реализираш читанка. Јас ќе реализирам 15 текстови во прво полугодие. Нема да реализирам 25 броја, затоа што ќе се сконцентрирам на тоа што е вредност. Вредност е да пишува детето убаво, да пишува читко, да пишува уредно. Ти да видиш тетрадки од второ оделение, од трето оделение, некој везе, буквално слика по онаа тетрадка. Некој тука пишува, вама пишува. Редот мора да се воспостави. Таму се воспоставува во прво, во второ до трето оделение. Не му трупа читање, текстови обработка, дај тие 15 да ги извлечеме како вредност, да препишеме, да одговориме на прашање. Многу се распленуваме, сакаме се да реализираме од учебникот, тоа не е грешката, бар јас така мислам. А за краснопис, тоа е индивидуално, некои учителки го спроведуваат, го сакаат и го тераат, ама тоа велам, значи, сакаме да ја спроведеме, да го спроведеме целиот учебник и се мислиме дека немаме време за такви часови, а дефинитивно треба да ги има. И колкута наставна програма, рековте 25 текстови во едно полугодие, повторно ќе кажам, тоа е абстрактно нешто за децата, особено на 6, 7, 8 години возраст, колку се учат да мислат за своја глава, да размислуваат, да поврзуваат работи во од она што го имаат научено, од она што го имаат видено, слушнато, па да ги поврзат во своја глава. По моје мислење тоа како убаво ќе научат и подобро ќе го запометат, да го научат на памет и да го заборават за кусо време. Така сега, Оле, ние како учители побегнавме малку од нашата мисија во време на што беше. Значи, ние треба да создадеме личност која ќе знае да размислува, да донесува своји собствени заклучоци, која ќе знае да анализира нешто, да синтетизира и да го примени тоа во својата пракса. А ние се свртавме на знаење. Не ми треба мене знаење. Па Google све знае. Ќе го прашам Google све знае. Мене ми треба тоа знаење да го видам во пракса. Утре нам некој фабрикант кој ќе треба тоа моје дете да го вработи, него му треба практичар. Како ти тоа што си го направил таму за 10-ка или си го научил за 10-ка, покажи ми го. Значи, знаењето не треба да биде само учење на факти, на дефиниции, што ги спомна пред малку. Ајде да видиме како ти тоа го анализираш, синтетизираш, како го применуваш. А за знаење, по дефиниција, кога стисне на Google има све. Google све знае. Ученикот треба да го применува тоа во праксата. На тоа треба да бидеме насочени, а не на учење на 25 текста или на 30 текста во тек на едно полугодие или сувопарни лекции по општество, по природни, по хемија. Дај му ти да работи на тоа дете, дај му ти самиот да го изведе експериментот, дај му да ми го покаже во пракса тоа. Тоа е проблемот. А не сувопарни 16 дефиниции на текст. Ајде, по физик, чекај, каде сум, што сум. Се фаќаат деца за глава од сувопарни елементарни некои работи кои утре нема да му ги треба у живот, едноставно. Значи, колку е образовниот систем, училиштето, померка на ученикот? Дали има тука сеопфатно учење, истражување, се повторно се враќаме на скандинавските, на финските земи, рековте Google. Значи, тука можеме да прочитаме дека тие деца имаат и домаќинство како предмет. Така, се учат да направат ручек, да истецкаат нешто. Тие деца до средно училиште не знаат подношу раците да држат. Значи, колку ги спремаме за животот, за реален живот. На хартија да управуваат со своето време. Значи да не трошат време, може да се дозволат на компјутер, да игра пола сат, ама да не ги занемаруваат своите останати обврски.
колку се финансиски писмени, утре да управуваат со своите пари финансиски, со своите плати. Така е. Значи, колку ги спредимаме за светот околу нив, во кој за 10 вие тргнувате на училиште со 6 години, Така е. веќе од 16 до 18 години се осамосталуваат и тргнуваат во реалниот свет. Дали се способни да се снајдат тука? На хартија тоа многу убаво изгледа во новата концепција за образование, што е веќе 3 години тече, има дадено многу голема слобода на наставникот. Добро. И Тоа е тоа предност за го вас? почитувам, да, тоа го почитувам. Меѓутоа, ние не сме, ајде да кажеме, расположени да го длабински анализираме она што ни е дадено како концепција. Јас ќе го цитирам, ајде да кажем, професорот Кирил Бевариев, кој беше од тимот на новата концепција, еден од професорите што учествува, и велеше многу е убаво замислена. Бев, вика, и ја во тимот на кога се градеше таа концепција на образование, лошо се спроведува. Замислата е добра, држи вода. Спроведувањето, реализирањето не е како што треба. Каде кочи? Кочи во несоработката на сите тимови во училиштата, во несоработката на самите наставници кои вика, препукување помеѓу себе. Да, ти сега имаш општество 4 часа, јас имам историја, ја географија ќе губам, ова. Секој поаѓа од себе, јас ќе изгубам, мене ќе ми се намали платата, меѓутоа, менаџирањето на кругот, што треба да се заврти во училиште, се уште е климав. Знаеш, како на една оска одиме горе-долу, а за тоа време годините поминуваат, децата. Не знаеме, се уште и возрастни сме, не знаеме да работиме како ти, за жал. Како народ тешко прифаќање. Многу тешко. И да ти кажам искрено, разочарана сум од това како искористуваме технологијата во денешно време да уназадиме све. Буквално уназадуваме све. Значи, појди од дома, имаш робот усисивач. Значи, ти не го фаќаш твојот усисивач да идеш напред-назад, нели да усисува, не е роботчето си. Се уназадуваме во секој поглед. И во умствен, и во физички, и во наша спретност, буквално во се, ама затоа имаме вештачки ногти, постојано сме нашминкани, средени, скоцкани, кафетериите ни се полни секој ден, на секој ќоше никнува по една одложувалница или не знам како ја викаат сега за пари, како викаат тоа, банка за пари, не знам, продавница за пари, овие аптеки и така натаму. Значи, да, супер. Една библиотека во Куманово, дали има 2 книжарници, 3 во кои што можат едици да видиш да се продаваат книги. И кој тоа електронски имаш, ама електронските не се користат доволно. Вредностите се пореметија комплетно. Знаеме сите од својот обкружување дека што ќе се роди, нели? 6-7 месеци затоа што мама треба да видиш што е на Facebook или да заврши нешто работа, или да си го испие кафе. Ја не викам дека не треба жената или мажот или без разлика родителите да имат време да себе таму работа. Но посветимо вреден час на тоа дете. И 2 часа посветимо. Не го води со себе како привезок било каде. Да, идеме на ручек во, не знам, Визијана и ќе го водиме и детето, ама го води како привезок, не му покажува што има. Детето не ја восприема околината. Детето не знае дрво, не знае како се вика таа тревка, тоа цвеќе. Зошто ова овде е со трева, ова наваму е со бетон или не ја восприема околината што не има. Било, да, во Турција биле со авион, all inclusive. Ајде, пофали се душо, што видовте како... Храната. Имаше, ја не знам да.
не восприема, не доживува, затоа што со помош на итничките што ги играат, нели? Тој постојано минува нивоа, прво ниво, второ ниво, трето ниво. На него адреналинот му расте. Тоа е природна појава, значи биолошки такви суштества сме, нели? Кога сме задоволни, одиме напред и адреналинот ни се качува. И тој е научен да во рок од 15-20 минути на него адреналинот му е врв. Ти го одвел на море, што оно плисва, таму плаво е нешто солено. Што адреналин е Страф има од рефките. Да, не може да влезе внатре, ќе го боцка. Или каменчињата внатре. Што адреналин има там? Там има мир. Там има уживање, тишина. Он е научен да ужива. Му треба нешто предизвик. Му треба нешто да го открене. Како зависници ги направивме од тој адреналин, човече, децава. А рековте вештачки ногти, вештачки тректи. Ме интересира дали кај вас училиштето има дрес-код. Која мора учениците и наставниците секако да го почитуваат. Не. Нема при нас, не, дрес-код нормално треба да имаш правило на нормално пристојно однесување и пристојно облекување. Нема, тоа во селските средини, мислам, не е тоа истакнато, да кажемо, особено во основното образование, пошто ние сме основното во 9-то одделение, нема го тоа кај нас. И гледам дека и наставниците, професорите, значи, селска средина и бегаме повеќе на практична гардероба, додека во одредени училишта, особено во Скопје, во Битола, во поголемите градови, значи каде што има униформирано самото училиште, значи или општина, Ајдотон, например, ги купи, за сите училишта имаат овие гардероби на... Пред 10 години гимназијалците носеа няколко и ретиген, сега мислам дека нема. Нема, затоа што не е практично во таа смисла, нели? И тоа функционира и е добро, и е окей, затоа што ги нема тие класни, да кажеме, разлики, затоа што денеска, во денешно време е многу важно да си оригинал, да си пума, да си... Добра, ма децата тоа ќе го покажат со телефонот, мобилниот што го имаат, со патиките што ги носат, со раницот што го носат. Така да по мене униформата не е таа што... Па не е, ама е добро, е практично. Од друга страна, мислам за тие класни разлики, иначе е добро да кога ќе видиш на улица точно знаеш од кој училиште, а кога го видиш од 10 сабеле дека избегано детето од часот. Така е, таму кај што треба. Да. И секој може да биде уличен полицаец на ова брига во часови. Рековме во цело време викаме селска средина со сета почит. Да. Рурална. Рурална. Добро, проблем со кој се соочувате на работното место. Ме погоди. За 25 години, пред 25 години, нити сте можеле да ги предвидите, нити сте можеле да ги очекувате. Не може. Па како ќе може да се очекуваш дека тече од згоре ти ставаш од дола кофата да ти врне во главата? Па нешто има дека се реновира училиштето, имате некакви информации? Добивме одобрување. Ма да не е во ваша надежност. Не е за моја надежност, не можам да се пофалам. Значи, вака кога дојдов во Агино село, тоа беше, би рекол, значи Лас Вегас, во однос на она што беше го веќе поминала, во Четирци имаше магарешки клуб. И ден денеска ги има. Значи магарешка клупа, она што е горе масата, споено со столчето. Так. И тоа беше предизвик, значи тоа не можеш да го мрзнеш, прво е туч тешко, ама нема врска. Со една колешка моја Билјана, да се спомнам, првата моја колешка, многу се живеевме, ги фарбавме до згора, ама како било, фатиш со рачето, оно ќе се изгребеш, немаше, шлајфнавме од згора, па ги полиравме и ги фарбавме после со зелено, па не беше интересно. Агино село ти белам беше Лас Вегас, значи убаво супер, не ми се свидеше што беше плаво, нели до себе ќе го решаваме или ќе го решаваме. Нема да ни личи школата на болница, нема да ни личи. Ајде, цела приказка направивме со помош на професорката Поликовна и сите работе, и професор по математика и по македон, сите се качуваме на скали, на столчиња, на клуб. Многу не е убав ходникот. Приказка и да. сега проблемот е во тоа што не
Стари прозорци, стари врати, кровот протекува, нема одржување, значи, на тие стари згради, а морам да напоменам дека таа зграда е изградена од местното население тука. Тие локално Некаде во собира- 60-те години. Така, тие тука собирале пари и го направиле затоа што имало само до четврто одделение и после децата се малтретирале, нели малтретирање, фала Богу, оделе до Романовци и тоа пешки, за да го нели на настава од 5 одделение до 8 надоле. Затоа мештаните се собрале, направиле тоа и тогаш верувале или не шајка не затворена. Има шајки, ама да се затвори прозорецот, затоа што дува, затоа што не функционира. Сега добивме финансиски средства од Министерството за образование, значи директно Министерството ќе го работи супер, одлично, кровна конструкција, целосно, замена на прозорци. Ама, јас ќе кажам вака, сето тоа е многу убаво, веќе нема за колку. Во тоа време, искрено оле, во тоа време кога почнував јас да работам, кога ми пречеа тие работи, кога кровот исто така протечуваше, имаше по 20 ученици во паралелка. По 18 чиста паралелка. Не можеш да се разминеш во школски двор. Во училиште беше како како да кажам, во една кошница со пчели, галана, бре, гужва, трескаат со врати, излегуваш, дежураш на сега. Душички, нема 20-30 ученици во една смена. Не можеме да се организираме оле еден автобус да наполниме кога ќе идеме на екскурзија или настава во природа или било што. Значи, греота е што такви села, такви рурални средини замираат. Многу е греот. Страшно. И се празни. Бела шума. И овде, што спомна ти по градските средини. Не е само во руралните, туку и генерално, и мислам дека тоа е регионален проблем на земите на Балканот, не само во Македонија. Да привршуваме, ајде вака. Помни времето. Не, вака да кажам. Значи, додека колку што знаете, вие јадете просветарски ред. Да. Вашите родители се биле просветни работници, познати од Живко Петрушевски, ако не се лажам, Така е. извинувам ако погрешам. Да. Познат учител кој предавал во училиштето. Во Рајко до куќа беше он во Монталинантова. И вашата мајка. Да, Слободанка. Музички педагог. Музички педагог беше, да, од просветарско семејство. И така ли ви влезе љубовта кон професијата? Да, кога живееш ти со луѓе, тоа беа на времето просветни работници од стара класа. И сега се, мајка ми е пензионерка, ми веќе почина. Ти дома прво, каква атмосфера има. Значи ти не смееш бре да мрдаш, не смееш. Тоа имаш и авторитет воопшто. Кога мојот учител покојни Радош ми каже, ќе му кажам ја на Живко, леле, ја не можам дома да се отидам, знам татко ме ќе вика после по мен. Ама изгради ја некој начин добри личности од нас трите и имаме 2 сестри. Успешни сме, значи во секој во својата професија, се платеше тука кој што ќе биде, така да мојата постара сестра тргна по чекорите на мојата мајка, јас го наследив тацата ми, а третата пак отиде на музика како мајка ми, меѓутоа сите сме тука некаде. Сестра ми третата е помеѓу музиката и образованието во градинка работи пак, како Значи на пола падна на главата. Да. Знаев уште од тогаш дека просветарските плати се многу помали. Значи, јас знаев како живеевме ние во тоа просветарско семејство, како живее, например, мојот браточе, чиј татко работи, например, во Шамници или во тоа време. Меѓутоа, моите родители знаеа да го избалансираат сето тоа. Некако поинаку се живееше, поинаку се... Генерално сите бевме поскромни, Да, на сестра ми се купи јакна, јас ќе ја чекам таа јакна да ја омалецне на неја, па јас да ја носам до година, па од мене, па евентуално ако се скине на третата сестра да се купи, така натаму панталони, фармерки, па патики да донесуваат детали, така, тоа беше, да не се подсетувам на тоа време. Знаев дека ќе имам, ајде да кажеме, помали примања од нели, ако работиш во некој приватен сектор или во некоја фабрика која
ги плаќа, да кажеме, повеќе тие работни места со високо образование. Меѓутоа, јас не можам да бегам и нема никогаш да побегнам од мојата љубов кон тоа што сакам да бидам и сум си задоволна од тоа. И сега, од тоа што сум, пробувам на некој начин да заработам нешто плюс, во смисол на тоа дека направив автошумна вежбанка по трето одделение за општество. Тоа е проектот Едуина, ако не се лажем. Не, во Едуина учествувавме со игри. Тука се отворив и како автор нели на дигитални игри. Ова е физички, значи, отпечатена вежбанка за трето одделение по општество. Ја има во сите книжарници на Арсланина литература.мк. Се утворив како автор. Не е тука да кажеш некоја не знам колкава финансиска нели пара земена добивка земено, меѓутоа едноставно професионалното го задоволуваш со тоа што учествуваш во нешто такво. Колку ви помага и што сте општински координатор на Сдруженијето Учител, вмрежување со колешките од просвета, од одделенска настава, Така. од цела Македонија, размена на искуства. Ме погоди баш на жижата сега. Особено сум горда што сум дел од основачкиот тим на Сдружение на одделенски наставници Зон Учител. Го основавме пред точно 3 години. Сега на 17 март ни беше роден денот. Среќен роден ден. Фала. Посебно сум горда на ова сдружение. Никнавме во корона, никнавме во првата година на новата концепција, не предизвикана. Многу добро координираме, многу добро функционираме. Направивме еден огромен тим на луѓе кои сакаат да работат, кои се посветени, кои сакаат да се наобразуваат, кои немаат влакња на јазикот, кои имаат идеи, кои имаат прекрасни своји пракси, добри, успешни, сакат да ги споделат со другите, размена на искуства, комуникација, прекрасно здружение. Јас сум општински координатор, имам многу прекрасен тим овде во Куманово, тоа се учителки од сите основни училишта во Куманово. Со нив сме постојано на контакт, сакаме во физичка смисла да се дружиме во некоја кафенце и тогаш буквално паѓаат од него идеи за било што да реализираме. Значи, реализиравме многу убав проекти за 5 октомври обележување на денот на учителот. Овде се собравме, направивме толкова голема гужва пред библиотеката, па не можевме во библиотека само, па бевме во салата на Крстен Висилков и Браќа Младеновци. Децата беа воодушевени, наставниците презадоволни. Ајде ќе правиме избор на најдобар рецитатор. Баби, дедовци, титки, стрини, сите ќе дојдат, вака беше во занечиштиот дом. Енергија треба да имаш за да го исполниш тоа, да го направиш како волонтер, се разбереме. Не работиш тука за пари, ама ти се отвараат врати на некој начин и ти се отвараат некои врски со луѓе кои те препознаваат или веќе станавме како Сдружение на одделенски наставници, веќе фактор станавме. Зборам на републичко ниво први, а потоа и во градот наш, што особено ми е задоволство, затоа што јас и мојот тим тоа го направивме. Не тргаат веќе на страна, него не викаат. Ајде ќе правиме дебата, ајде ќе правиме некоја, ајде дојдете и вие. Затоа што голема маса на луѓе привлековме и имаме веќе некои, да кажем, истражувања, анкети кои држат вода. И сакаме, тоа што го спомнав пред малку, никој не го, истражувањето не го прави. Ние почнавме да го правиме и го правиме истражувањето за да поднесеме резултати. Да истражување на образовниот процес. Да. Значи, ќе си кажеме дека оваа година ќе го гледаме или ќе го насочуваме или ќе го истражуваме текот на пример, описменувањето на децата или, например, што им треба на наставниците како опука, што треба да им се даде. Ајде да видиме каде закнавме во математика, дали ќе треба да се враќаат некои, ајде да кажеме, позастарени техники, што ги учевме на времето ние математите со размислување, или во македонски техниките на описменување во македонски јазик.
враќаме работи кои денешниве помлади колеги, значи, воопшто не биле на такви обуки, а и ми е интересно и сакат да го научат. И мене особено ми е задоволство кога ќе дојде млад учител да каже, учителке, а ова вака, ајде ова вака да го направиме или дајте да го иницираме да направиме некоја обука или мене ми е многу кеф такви луѓе кога ќе видам и одма ги Млада нова енергија. не, да се магнетикам ти моје, мора тука да видиш до мене. Ајде да вратиме 30 години намаз. Дали повторно би ја избрали истата професија? Дефинитивно. Нема нас. Не. Јас, еве сега, од лично искуство ќе ти кажам една работа, една анекдота да кажам. Сестра ми постарача беше веќе 2 години во средно музичко училиште во Скопје. И кога дојде моментот јас да се запишувам во средно училиште, да, мене ми вика датуши се прида таму да го школувам гласот, затоа што јас 6 години претходно свирев виолина и моето уво се истанча. И да, ќе оди да го школува гласот. Последна година требаше да бидам, односно последна генерација на Милка Евтимова. Значи, оперска дива, македонска, првенец на македонска опера и последна генерација да ме земе мене во класа. И од да таму сестра ми веќе репрезентативна, 2 година завршува, професор Ковај Матедор, да, драго ми е, дојди ваму да те слушнам, ми го проверува диапазонот на гласот, од најнизок тон до највисок тон таму. И сега јас појам до пијанинота, сестра ми карши неа негова. И ја вика, ама добро фаќа, како јас да не сум тука. Се обреќа на не. Па гледа го, вика, овие тонови чисто ги вади. Ајде да видам доле, зборува како да јас не сум присутна. И јас мислам, тоа си тинејџер, некој ти зборува, ама те гледа, не те види, земе. И професорка, тука сум јас, на мене кажете ми, да, да не има свирено нешто и јас моментално го фаќам прашањето. Да, јас имам свирено виолина 6 години и ја гледам и викам, не, јас ова, викам, ќе се расправам, не бива ова. Документите у раце, она вика некако се пријави, знаеш, нека ги остави документите, нема проблем со ваков диапазон, чисто пење, ќе ја примам све. Документите у раце, одев трбуска од Куманово правец гимназија. Остави документите, сите тие работи, враќам се дома, мама, тато, што направи се запишали, да, остави документи. Добро, супер, ајде се среди, дајде, сестра. Пута! Кај она? Што е работа, бе? Она, мене ќе ме брука, ги зема документите и чино застани, кај се документите у гимназија? Како мори у гимназија? Мори отидеме до средно музичко, не сакам, ја да го средно музичко, ја ќе си идем у гимназија. Ти знаеш ли колку се учи таму? Знам. Ќе учам и ќе си бидам учителка. И точно онака, 100% си се оствари и дефинитивно ниту еден момент не сажалим зашто сум во оваа професија. Требаат уште луѓе како вас. Повеќе. Има. И од младите како? Има. И од постарите и од помладите има. Дефинитивно. Ви благодарам многу. Се видиме повторно, ќе разговараме, можеби на некои нови теми, на некои нови прашања кои ќе се отвараат со тек на работата и со раснењето на нашиот подкаст на Куманово Нјус. Драго ми беше што се видовме, што поразговаравме. Фала ви на вас за се, со среќа нека ви многу гледан. Значи, имајте голем успех. Викајте добри луѓе, не мора ни толку да се успешни, викајте добри луѓе, добри примери, затоа што на тој начин ќе им дадете модел на младите какви треба да бидат во иднина. Многу ми е драго што бев дел од оваа ваша програма денеска. Се чувствував многу пријатно. Не направивме ниту еден рез, колку што се сеќавам. Се течеше онака како што треба. Супер ми беше, фала ви на се. Секој добро. Се гледаме.